ова издание 100 години Стопанска комора на Македонија. Председателот Бранко Азевски во интервју за Гласот на Америка вели: "Не можеш да имаш комора со 5 звезди кога немаш држава со 5 звезди." Што точно мисли, ке чуете од разговорот со него. А во САД, Бајден нареди двојно да се зголеми нарачката на таблетата на Pfizer против COVID-19, за да се справи со ширењето на Омикрон. И само ден пред годишнината од нападот на Конгресот на 6 јануари минатата година, некои експерти велат дека САД повеќе не се гледаат како модел за демократија во светот. Останете со нас. Добре дојдовте во Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Државата потврли во собственото производство на струја, вели председателот на Стопанската комора Бранко Азевски. Пред да го слушнете интервјуто со него, кусо за вестите од САД. Бројот на заразени во Америка достигна рекордно ниво од 1 милион за само 24 часа, објави Универзитетот Џонс Хопкинс. Со цел да се справи со брзото ширење на Омикрон, председателот Бајден нареди двојно да се зголеми нарачката на таблетата на Pfizer против COVID-19, а вети поголема достапност на ковид-тестовите и третата доза од вакцините. Стопанската комора на Македонија одбележува 100 години постоење. Председателот Азевски во разговор со Тоше Огњанов објаснува за слабостите, но и за тоа како комората се наметнува како фактор во градење на економските политики во време кога државата се соочува со зголемени цени и енергетска криза. Господин Азевски, ви благодарам што издвоихте време за интервју за Гласот на Америка. Ме представува чест. Стопанската комора ќе обележува 100 години постоење. Така е. Што значи тоа за вас како стопанственик и воопшто и за членовите на комората? Па за секого тоа представува голема чест, затоа што немаме институции кои што има толку, ние сме млада држава и тоа е една од ретките институции која што обстоила ни сите овие периоди, а тие биле турбулентни на Балканот и нарочно на просториве на нашава држава. Имаме нормално што се формирало 22 фирми кои што се формирани пред тоа, затоа што основата на коморското организирање да ги обедини фирмите. Иначе започнал со работа тука на плоштадот до зградата на Телеком, од таа стара зграда комората, а од 57 година има ова зграда овде и она е, како да кажам, некој обележи. 30 години независност, но во исто време и 3 децении, можеме слободно да кажеме, незадоволителна економска состојба. Можеше ли комората да направи повеќе за да граѓаните живеат во една подобра економска? Комората е реален одраз на состојбите во државата. Значи не може ти да имаш комора со 5 звезди ако немаш држава со 5 звезди. Не можеш да имаш комора со 5 звезди ако немаш компании со 5 звезди. Така да ние нормално покушаваме во такви услови да се снајдеме, да се наоѓаме во позиција на лидер на новите процеси кои што има информација од своето мрежување и може тоа да ги види како функционираат во светот и така натаму, али за тоа е потребно и едно деловно окружување во државата. И тука се познати тие методи како треба да дојдеме до тоа. Морам да кажам дека во овие 30 години не ни поаѓа од рака, али тоа се сепак први 30 години на самосталност, кои што треба да значат дека ќе има и одредени слабости. Мислам дека детектирано е тоа што е потребно во наредниот период и заедно со компаниите ние ќе видиме фактор на градење на економските политики во наредниот период. Имаме енергетска криза во најава и бројни ценовни поскапувања. Кои се вашите очекувања, со што ќе се соочи стопанството, со што ќе се соочат граѓаните? Мислам дека треба да гледаме многу предпазливо на нареднава година, затоа што овде не се работи за домашни фактори, овде се работи за надворешни инпути, кои што се врзани за големи регионални енергетски игранки, во кои што ние прашање дали сме способни, имаме таков кадар што може да се носи со тоа. И можеме лесно да настрадаме во тие процеси, а споделуваме исти цени, потрошувачка и така натаму. Тоа е основен услов за да бидеш конкурентен на пазарот. Значи, ние имаме на влез сега многу мала количина на газ, затоа што има малку потрошувачи,
а со тоа имаме висока цена влезна, а таа директно врши притисок, односно влијае на цената, на конкурентноста на таа цена на меѓународните пазари. Значи, ние мораме да ги убрзаме тие процеси. Ако изградиме 20 километри нови од касоводот, треба да ги приклучиме фирмите одма и потрошувачите и граѓаните, затоа што тоа ќе овозможи, секој треба да свати вртење на парите и на количините, затоа што на тој начин ќе се обезбедува по-ефтин енергет, кој што ќе влијае на конкурентноста на фирмите. Дали тоа е главниот начин или мерки што би требало да се преземат за да се ублажат? Не, клучниот фактор е подигање на сопственото производство. Значи, сопственото производство на струја е клучниот услов и тука ние имаме потврлање. Меѓутоа, тоа не е прашање што сега можеш да го разрешиш на ваков начин. Тоа е прашање кое што бара тие инвестиции во енергетскиот сектор, знаете дека со децении траат и така натаму. И тука, како во све, ние немаме државна стратегија. Меѓутоа, ова ќе не поттикне сега малце поинаку да се однесуваме. И во моментот, според нашите информации, огромен дел од нашите членки влезени се во инвестиција на соларни панели, за да можат на некој начин да ублажат таа ситуација. Каква година на економски стопанственички план би можеле да очекуваме ние, да очекува стопанство, да очекуваат граѓаните? Пред пластично кажано дека ќе одиме по јајце. Значи, ќе одиме напред, али ќе бидеме све обазриви, да не ги скршиме јајцата под нас, односно да не направиме некоја штета од овие сите кризи кои што не вреба. Јас препорачувам изузетно исклучителна предпазливост, стрпливост, високо професионално однесување и заедништво на сите субјекти за да можеме да ја преживееме наредната година. Целиот разговор со Азески можете да го најдете на нашата интернет страница и социјалните мрежи. А во продолжение, дали САД се соочуваат со пат на демократските вредности, една година по нападот на Конгресот на 6 јануари. Студија на истражувачкиот центар Пју покажува дека само 17% од луѓето од држави каде е спроведено анкетирањето рекле дека американската демократија е за пример, што е намалување во однос на поранешните 57% кои имале високо мислење. Една од работите што ги гледаме во нашите истражувања дека луѓето се загрижени за расната и етничката дискриминација во САД. Големо мнозинство вели дека тоа е голем или прилично сериозен проблем. Длабоките поделби околу расата и улогата на владата постојат во САД уште од нивното основање. Иако поларизацијата останува, ставот спрема САД на меѓународно ниво во голема мерка се подобри кога Џо Бајден го замени Доналд Трамп, вели Ричард Вајк од Пју центарот. На луѓето повеќе им се допадна Бајден, повеќе им се допадна неговата политика отколку онаа на Трамп. Сакаат да ги видат САД ангажирани со остатокот од светот. Тие би сакале повеќе мултилатерален пристап во надворешната политика на САД. Бајден направи работи како што се повторно приклучување на климатскиот и парискиот договор, повторно приклучување кон СЗО и тоа многумина го поздравија. Експертите за демократија велат дека САД треба да ги разгледаат корените на поплаките ако сакаат да ја сменат насоката на опаѓачкиот тренд на демократијата. Глобално би рекол дека додека САД гледаат на другите земји кои имаат проблеми со демократијата, треба да размислат зошто граѓаните се толку лути, што ги прави толку несрекни, што ги прави ранливи спрема лидери кои во многу случаи се антидемократски. Ако тие се лути поради корупцијата, тогаш САД навистина треба силно да притиснат за да им помогнат во борбата против корупцијата. Ако тие се лути поради економската маргинализација, како народот во Перу или Чиле, тогаш треба да им се помогне во тоа. Експертите велат дека напорите за одбрана на демократијата дома и во странство ќе продолжат да бидат приоритет и предизвик за председателот Бајден и неговата администрација во 2022 година и понатаму. Благодарам на вниманието. Пријатно.